за тема во Македонија наутро, на кое што го ставаме фокусот и за кое што правиме поопсежна анализа е осигурувањето. Имено со почетокот на руско-украинскиот конфликт некаде февруари 2022 се случија сериозни нарушувања во глобалните пазари на храна и енергија. Поскапување имаме во сите сегменти на живењето, вклучително и на осигурувањето, што не ги предумисли од друга страна граѓаните да склучуваат осигурителни полиси за бенефитот од осигурувањето, но и на што се треба да внимаваме кога ставаме подпис на осигурителна полиса. Тема на анализа со Ратка Целаковски од Агенцијата за супервизија на осигурување. Добро утро, Ратка, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Секогаш задоволство да се присуствува во вашата емисија од едукативен карактер. Во динамично време во кое што живееме, сигурноста е многу важна. Во одреден сегмент граѓаните може да ја обезбедат и со осигурителните полиси по различни основи. Зошто е важно да ги имаме истите? Така. Ете, како представник од Агенцијата за супервизија на осигурување, накратко само да ја истакнам нашата улога во оваа област. Агенцијата пред се има задача да се грижи за ефикасно и законито функционирање на друштвата за осигурување, да овозможиме раст и развој на осигурителниот пазар, нормално преку подигнување на свиста на јавноста за важноста на осигурувањето и поголема вклученост на потрошувачите во осигурителниот систем и секако да гарантираме сигурност на осигурителниот систем и поголема заштита на осигурениците како потрошувачи. Зошто е важно осигурувањето? Осигурувањето можеме да кажеме дека е финансиска и економска категорија која што во својата основа всушност ја има потребата да се грижи за имотите и животите. Превентивно, но и преку соочување со опасностите кои што ќе настанат, последиците кои што ќе настанат од неочекувани, несакани настани или разни ризици. Осигурувањето на некој начин представува, овозможува ефикасно управување со ризиците. Улогата е од витално значење на осигурувањето како во општеството, така и во секојдневниот живот на луѓето, бидејќи тоа овозможува намалување на несигурноста поврзана со неизвестни настани кои што можат да се случат во иднина и да предизвикаат безброј економски опасности. Тука само би додала дека истражувањата покажуваат силна врска помеѓу финансиската писменост, употребата на финансиските производи и услуги и благосостојбата на потрошувачите. Така, например, едно домаќинство кое што има ограничени познавања на карактеристиките на финансиските производи се соочува, односно има тенденција на лошо финансиско планирање, а последователно нели и на лоша финансиска состојба. Статистиките за 2023 даваат податок за пораст на осигурување по различни основи. Што значи тоа во бројки? Така, значи, нашите показатели, статистички податоци, покажуваат дека има раст во сите параметри во областа на осигурувањето. Слободно можеме да кажеме дека има раст на премијата, има раст во исплатата на штети, има раст во договорите за осигурување, понатаму исто така расте и капиталот на друштвата за осигурување, кои што нели ги продаваат осигурителните производи, така да може да кажеме дека капиталот е 3,5% над потребната маргина на солвентност како индикатор на солвентноста и сигурноста на осигурителниот сектор. Од аспект на производите, ова што вие го прашувате, да, има доминантен раст во доброволното здравствено осигурување. Тоа го продаваат и друштвата за неживотно осигурување и друштвата за осигурување на живот како дополнување кон основното осигурување живот. Понатаму има континуиран благ пораст и во останатите класи на осигурувања, односно производи како што се моторните осигурувања, автоодговорноста и каското, во делот на незгода, во делот на патничко осигурување, имоти и така натаму. И покрај бројните задачи кои што ги има АСО, многу често акцентот го ставате и на едукација на граѓаните како да добијат поквалитетен производ или услуга од осигурителните компании. Како? Да, значи едукацијата е многу битна, особено на денешно време, кога нели се појавуваат и пософистицирани, посовремени финансиски производи, меѓу кои спаѓа и осигурувањето. На едукацијата ние гледаме на некој начин како алатка за заштита на правата на осигурениците, стимулирање на побарувачката на осигурителните производи и услуги, но и поголема нивна заштита.
Еве, најново ништо што го направивме на крајот на претходната година, тоа беше склучување на наша иницијатива, значи на иницијатива на Агенцијата за супервизија на осигурување. Склучивме меморандум за соработка со осигурителната индустрија, вклучително сите друштва за осигурување и дел од осигурително-брокерските друштва кои што работат како посредници на пазарот и се многу битна алка во продажбата на осигурителните производи. Значи, оваа соработка е во насока на раст и развој на пазарот на осигурување, односно подигнување на јавната свест за важноста на осигурувањето, бидејќи едукацијата за важноста на осигурувањето, како рековме, нели, како категорија која што ја осигурува и зајакнува финансиската состојба на поединецот, придонесува и за напредок на општеството и поединецот. На никој начин во рамки на нашата активност и мисија ние сме повикани да ја спроведуваме едукацијата за важноста на осигурувањето, а секако друштвата за осигурување се повикани да ја спроведуваат едукацијата во рамки на дејноста која што ја вршат. Вие ни кажавте нешто отприлика за статистиките и што најмногу сакаат да осигуруваат граѓаните. Може да видиме какво е искуството на терен од нашите колеги дописници. Елена имаме во моментов од Куманово повторно на линк. Елена, имаме пораст на осигурувањето по различни основи, но какви се податоците од Куманово? Се осигуруваат ли граѓаните и какви се полиси склучуваат? Добро утро повтор пат, Кристина. Токму така, меѓутоа статистиката во Куманово покажува дека со години е на исто ниво бројот на лицата кои што се осигуруваат по различни основи. Од осигурителните компании велат дека и покрај безбројте кампањи кои што ги спроведуваат во Куманово се уште свеста за вакво нешто е речиси на ниско ниво. Вообичаено, според статистиката, најголем е бројот за задолжителното осигурување на автомобили, каско осигурување за возилата кои се под лизинг и зелен картон. На второто место е колективното осигурување од незгоди во приватните компании, кое е доста ефтино за само некои 100 денари месечно. Во последно време велат застапено и приватното здравствено осигурување во приватните здравствени установи. Тоа особено е застапено кај IT компаниите и поголемите поуспешните фирми, меѓутоа и кај амбасадите. На најниско ниво, покажува статистиката, е осигурувањето на имот, кое би требало да е најважно за граѓаните. Иако и тоа, како што уверуваат од ваквите друштва, е со поволна цена од некои почетни 3000 денари на годишно ниво, ретко кој од кумановци плаќа вакво нешто, иако велат голем е бројот на дефектите кои што се јавуваат, особено на мрежите во стамбените единици. Осигурувањето на имот почнува од основните ризици како пожари, поплави од различни инсталации и провални кражби. И од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството информираа дека и кај земјоделците, производителите е слаб интересот за осигурување различни насади. Ние прашавме и во Агенцијата, меѓутоа ги прашавме и кумановци, па може да слушнеме дел од нивните изјави. Осигурувањето го финансира, го субвенционира државата. 60% од полисата ја плаќа државата, 40% земјоделците, што е доста добра, поволна е за земјоделците. Понапред повеќе смо практикувале да се осигуруваме. Сак смо пензионери и поне. Што најчесто осигурувавте тогаш во минатото, дали имотот? Па и имотот, куќата, да. Сега зошто не се практикува? Дали доста чини, поскапо е и самото време, кризата си го прави се? Да, времето само си го прави се, поскапо е, мали пензии, слушате вие. При патување дали вадите исто така осигурување? Вадиме, при патување вадиме. До сега воопшто немате вадено ниту за имот? Не, за имот нема ништо, не. Маше ќе се осигуруваме. Колко е од Господа, толку нема. Не стравувате од домовите, од кражби, од одредени катастрофи? Нема никој, не. Што ќе стравуваме, нема. Тој што е, тој е, тој е. Овде не сме осигурани, имам стана, треба да сега Што најчесто осигурувате? Па стан душот. Мада имаме оние врати. Татко ми што направил, да беше до сега 100 пати би ми го обиле. Да, кражби, извините. Практикувате бидејќи стравувате, веројатно до сега... Па душо, не се десило до сега. Секој човек треба да биде осигуран и да има
ако има пари, приватно здравство да има осигурање и мислам и земјоделците треба да имаат нивно осигурување и се што може да се осигура, требало би да има осигурањето да биде прво. Да се заштитиме на некој начин, дали имотот од кражби, стамбено, од природни катастрофи. се треба да биде осигурано и мислам дека е големо нешто и многу убаво нешто да работа осигурување каде и да си надвор на улица, да бидеш осигуран и нешто да ти се стори, секогаш осигурување да биде за тебе. Да, тоа беа изјавите на раководителот на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, како и на Кумановци. Слушнавме дека поголем дел од нив се согласуваат дека осигурувањето е значајно за нив, има големи бенефиции, меѓутоа има и такви кои што досега не искусиле поголема штета, па немаат потреба за вакво нешто. Секако велат и дека во вакво кризно време и тие средства кои што од друштвата уверуваат дека се минимални, сепак за граѓаните се многу. Загрижува и тоа што голем дел од собствениците на помалите компании исто така не размислуваат да го заштитат својот имот. Кристина? Благодарам, Елена, за информациите од Куманово. Радка, слушнавме каков е ставот на граѓаните. Она што е добро што во целава приказна граѓаните се почесто ве препознаваат како заштитници на нивните права од осигурување. Имаме ли поплаки и зашто најмногу? Да, значи, да, ја слушнав анкетата од граѓаните и се согласувам дека навистина има свеста е исклучително ниска, степенот на финансиска писменост исто така и едноставно треба да се зајакнува културата за осигурување во нашата земја. Преку бројни активности ние како агенција тоа го правиме. Значи една од активностите и ова што вие ме прашувате дали постапуваме по представките, тие исто на никој начин постапуваме и тоа представува всушност представките како пазарен барометар за услугата која што ја пружаат друштвата за осигурување на нашиот пазар. Од година во година бројот на представките расте. Што значи дека тука има простор за подобрување на услугите кои што ги пружаат осигурителните компании, како од аспект на транспарентно однесување со потрошувачите, од аспект на формирање на пазарните продукти, цените на пазарните продукти, понатаму кои ризици се вклучени во осигурителната полиса, кои ризици се исклучени, значи што таа не покрива. Смислата е значи да се постигне едно позитивно корисничко искуство кое што всушност ќе биде она вистинското во осигурувањето, потрошувачот да се изедначи очекувањето на потрошувачот со она што полисата за осигурување го нуди и бенефитите од истата. Споминавме финансиската едукација која што е неопходна и на тоа се фокусирате апсолутно и вие. Во однос на финансиската писменост, да продискутираме малку. Прво треба да сме свесни зошто не е потребна полисата. Од друга страна, треба да сме свесни што подпишуваме кога склучуваме полиса. Токму така. Да, значи, споредено врз основа на истражувања, споредено со земјите во регионот, финансиската писменост, да речеме, е слична. Добра. Но со земјите во развој од Европската Унија е на далеку пониско ниво и тука навистина треба да се работи. Исто така кај младата популација, финансиското знаење на популација од 18 до 29 години, исто така каска зад знаењето што го имаат младите во поразвиените земји. Многу е битно кога купуваме договор за осигурување, значи да се информираме за многу параметри. Тоа можеме да го направиме со работникот во друштвото за осигурување или можеби посредникот во целиот тој процес. Треба да се зборува за кои се нашите потреби, значи отворено да се зборува кои ризици сакаме да ги покриеме со договорот за осигурување, доколку значи некои ризици не се опфатени, а ние очекуваме тоа треба да ни се предочи на јасен начин.
Друштвата за осигурување и посредниците треба да се отворени за соработка, значи треба да се транспарентни при продажбата, а од друга страна пак потрошувачите треба исто така да се отворени, да се едуцираат и да дознаат што повеќе информации со цел да купат договор за осигурување кој што нели ќе ги сретне нивните очекувања. Покритието на полисата на осигурување ќе одговара на очекувањата на потрошувачот, но исто така, кога ќе се случи штетен настан, тој ќе биде задоволен од тоа што ќе го добие врз основа на тоа што го платил. Ајде да видиме сега и битолчани како размислуваат на оваа тема. Колегата Стефче Митровски во моментов го имам исто така на линк. Стефче, што велат податоците од Битола? Се осигуруваат ли битолчани? Какви се полиси се склучуваат? Да, Христина, деновиве имав можност да поразговарам со представници на осигурително-брокерските компании и општиот впечаток е дека осигурителниот бизнис станува исплатлив. Кога сме кај статистиката, најголем подем има кај животното велат осигурување и осигурањето на приватно здравствено осигурување. Но не помал е интересот кога е во прашање осигурувањето на недвижностите, патничкото осигурување кога треба да се патува во други земји, како и каско осигурањето на возилата. Според податоците кои ги презентира, ако во предминатата година животното осигурување бележеше појас за околу 30%, кон крајот на минатата година, тоа има дополнително зголемување за околу 20%. 25 до 30% парticipира зголемувањето на приватно здравствено осигурување. И тука најголем заслуга имаат, како што велат тие, странските приватни инвеститори кои сакаат да му дадат една дополнителна сигурност на вработените во услови кога тешко се наоѓа работна сила и да ги направат позадоволни. Тука можам јас да потврдам од она искуство што го имам со мои пријатели кои таму работат, дека искористиле многу средства кога имале некои оперативни или стоматолошки зафати. Разговаравме со битолчани. Какви се можностите, желбите? Можат ли тоа да го направат? Знаат ли како и дали има одредени малверзации? Тука предлагам да ја слушниме анкетата. Осигурањето е секако пак е на сигурност за секој граѓанин. Има секакви случаи се случуваат и е многу корисно здравствено осигурување да има секој. Да, животно осигурање и тоа е добро. Моментално сега како што е напнат живото, се посредстве добре дојде нова. Прво јас ќе кажам дека бев долго време осигуран во една приватна компанија. Тоа беше 10 годишно осигурување на кое испаѓаше дека се заштедуваат пари. Тие пари се вратија после 10 години. Меѓутоа има други компании кои само плаќаш, а ништо не добиваш. Убава работа, ама не сум лично осигурана, пензионер сум, иначе останатото не е осигурано. Имаме објект, куќа, камприколка, тие работи не се осигурани. Имате добре во агенциите? Мислам дека да, сега е добро, па од сега никој ништо не знае. Сте имале можност да побарувате оштета? Да. Приколка не беше една од невреме кутната и по 6 месеци, како ше процедурата не ја испатија. Сигурно дека би го направил, тоа е добро. Тоа е добра работа, само ние такви можности немаме. Се уште во Македонија, мислам дека работниците посебно не можат да направат, иначе убоја не е лошо. Тоа е добра работа. Животното осигурување е во западниот свет појава редовна. Кај нас е то со оглед на стандардот помалку фатено, али е добро човек да се осигура. Со компаниите, со исплатата не би требало да има проблем ако се уредни документациите при евентуална потреба да се искористи за некој случај осигурањето, мислам дека ќе исплатат во целост. Околу возилата се прават невидени малверзации. Тоа не се има десено, мене такси возев 20 години цели. Пропадна во дупка вака во накото и не му исплатија ништо. Тој инвалид
кај ја гледа логиката, дали ме сваќате, во осигурувањето, кога условите за да нормално функционира и за да има логика да се осигура. Така е, помеѓу желбите и можностите, најголеми се забелешките кога треба да стане проценка на евентуалната штета и нејзината висина на исплата. Од брокерските куќи велат дека тие тука не можат ништо да помогнат, туку едноставно можат да ги насочат клиентите кој пакет да го користат и според CV-то да посочат која од осигурителните компанија има најдобро CV и би се чувствувале најбезбедно. Инаку, како што е општо познато, самите осигурителни компании имат своји комисии дотични за одредена повреда, тие одредуваат цената, а право е потоа на корисникот дали тоа ќе го обжали. Значи има многу можности и пакети. Многу зависи од основниот влог и време траењето на полисата. Но опште и впечатокот дека кај нашиот народ се уште она финансиска писменост и познавање на оние пакети не е на достапно ниво и дека треба да се работи нова поле. Но тоа не е за мене, на тоа треба да одговори некој експерт од оваа област. Кристина? Имаме овде во студиото 5 на МТВ. Благодарам многу, Стефче, за информациите. Вратка, забележавме, имавме информација и анкета и од Куманово, и од Битола, наскоро ќе ја видиме и од Штип. Мислењата на граѓаните се поделени, како впрочем и за секоја тема. Но добро е да знаат дека оние кои што имаат поплака, имаат каде да ја кажат истата. Како постапува асоциацијата и прифаќаат ли осигурителните компании по ваша представка да ја унапредуваат работата, да ја менуваат политиката на работа? Значи, освен што ние се грижиме нели да се тие солвентни, да имаат доволно средства кога ќе настане штетен случај да можат да исплатат на потрошувачите, не интересира и каква услуга продаваат и како постапуваат во моментот кога потрошувачите се жалат во осигурителната компанија или пак во осигурително-брокерското друштво како посредник во осигурувањето. Значи, потрошувачите имаат право прво да поднесат во компанијата од каде што ја купиле полисата за осигурување, за да видат како таа компанија ќе се произнесе по нивната представка или жалба. Доколку не се задоволни од одговорот на компанијата, во тој случај имаат право да поднесат представка до АСО. Ние навистина дедицирани сме во решавање на представките и можам да кажам дека да, компаниите соработуваат. Секогаш кога има некои неправилности, несоодветно постапување, значи тоа се прифаќа и едноставно се менува однесувањето, се подобрува и транспарентноста и соработката со граѓаните. Но треба да нагласам дека без оглед на тоа што ние имаме право да постапуваме по приставки, друштвата за осигурување значи треба својот фокус да го стават повеќе на едукативната и информативна содржина за потрошувачите, со цел да имаат задоволни потрошувачи на крајот на денот. Дали имаме колешката од Штип режија? Доколку ја имаме, можеме да ги слушнеме искуствата од Штип, па полека но сигурно да ја заокружиме и темата. Славица, ни остана уште твоите информации. Се осигуруваат ли штипјани и за што најмногу? Токму така, од разговорот со компаниите, осигурителни компании, сложни се дека има извесен и значителен тренд на зголемување на бројот на приватно здравствено осигурување во овој регион. Имено компаниите во напорите да создадат подобри услови, да ги задржат своите вработени, го нудат ова како поволност за нив и нивните семејства, така што во однос на претходниот период приватното здравствено осигурување бележи пораст. Пораст бележи во сума на собрани средства и осигурувањето на имот од проста причина што расте и цената на недвижнината, па така и висината, односно сумата за осигурителна полиса се зголемува. Пораст барем во Штип се бележи кај осигурувањето на возилата, бидејќи расте и бројот на возила. До пред 3 децении 10.000 возила биле регистрирани во Штип, сега ги имаме околу 17.000 и заради тоа и се зголемува бројот, односно процентот на осигурување на возила. Сепак најбројни во квантитет на осигурени лица се оние колективните осигурувања на учениците и на вработените.
според разговорот о информациите од осигурителните компании се чувствува благо зголемување на свесноста кај граѓаните дека треба се повеќе да се осигуруваат и домовите, но доминираат оние основни пакети на осигурување. Направивме анкета со земјоделците дали тие го осигуруваат својот род, своето производство. Предлагам овде да ги слушнеме нивните ставови. Вие сте производител на раноградинарски производи, дали ги осигурувате вашите насади? Јас сум регистриран индивидуален земјоделец. Не ме некоја навика, иначе добро е, како осигуруваме возилото? Добро е да се осигура, ама не ме навика уште. Дали цената на полисите е проблем или навика, како што кажа? До душа не сум ни запознан, јас може да не е ни скапо, ама пак ќе кажам, не ме навика уште. Да почне и ќе се осигуруваме. Вашето производство дали го осигурувате? Многу ретко. Па немаме навика за да осигуруваме и кога дојде до оштета, после не е криво. И се кошта, например, и да го осигураш, тоа кошта и затоа не се осигурува. Помалку се осигурува, например. Тешка работа. Ептен со земјоделието е многу тешко. Тешко. Инаку сите што аплицираат за субвенции мора да го осигурат производството. Моментално, госпожа, не сум баш задоволен од осигуровката. Да ти кажам, не. Дали исплаќа премии? Премии на кој како? На кој како? Одресен ли сте вие? Да. Добро, еве, продавате и произведувате ресенски јаболки, ги осигурувате ли? Јас лично да. Зошто? Па од временските непогоди. Задоволен ли сте од како се исплаќат премии доколку дојде до загуба? Околу проценката малку не сум задоволен, ама за исплата да. Во ресен вашите колеги ги осигуруваат ли посевите? Порано повише се осигураше, сега она има компании што не ги плаќа штетите. Скапо ли осигурувањето? Скапо е, ама ни помага државата. Токму така, 60% од осигурителната полиса ја покрива државата, а земјоделците го осигуруваат својот род како предуслов исполнување на обврска пред да аплицираат за некој вид на субвенции. 2 до 3% е порастот на годишниот пораст на осигурувањето во Штип и во источниот регион, велат од осигурителните компании, но сметаат дека се уште граѓаните го доживуваат плаќањето на осигурителните полиси како обврска, а не како нивни личен избор за да бидат заштитени и самите тие, но и нивниот имот. На крајот да додам и тоа дека во извесен пораст се забележува и осигурувањето на скапите апарати кои компаниите ги набавуваат за своето производство. Благодарам, Славица, за информациите. Радка, да сумираме. И земјоделците ги слушнавме, дел од нив осигуруваат, дел не. Првиот од анкетата рече, немаме навика. Навиките се стекнуваат, а тоа се прави многу често преку информирање и јавно говорење. За сите оние кои што денеска планираат да склучат полиса, кои се најважните прашања кои треба да ги постават на компанијата со која што одлучуваат да го сторат тоа? Значи, треба да се сигурни кој вид на ризици ќе бидат покриени со полисата и дали тој тип на осигурување ќе ги присретне нивните очекувања. Само во тој случај ќе бидат задоволни од квалитетот на услугата и доколку се случи штетен настан, значи од износот на тоа што ќе го добијат. Значи, и од анкетата на граѓаните видно е значи дека фокусот друштвата за осигурување треба да го стават на едукативната и продажната активност, со цел да имаме поголем опфат на граѓани да се осигураат дали во делот на неживотно осигурување или во делот на животното осигурување. Значи, многу е битно да ги знаат пред се условите за осигурување. Овие услови за осигурување дефинираат значи и начин на плаќање, и видови на ризици кои се покриваат, и начин како да се поднесе барање за обештетување. И оваа тема е неисцрпна, па ќе ја дискутираме во периодот кој што следува со цел да ги информираме граѓаните што имаат како права од осигурителните полиси, а што од друга страна како обврски. Благодарам, Радка, за гостувањето во Македонија. Благодарам уште еднаш за поканата.